Господине Милошовски, присуствувате на молитвениот поедок во Вашингтон. Се обративте на дебатата во Американскиот конгрес за важноста од безбедноста на трансатлантската соработка, што беше организирана од конгресмените Пит Сешнс и Боб Аделкорт. Каква порака добивте од Вашингтон? Од Вашингтон пораката е дека стратешкото партнерство ќе продолжи. Сметам дека имаат неколку критични точки. Во Европа ќе бидат посветени повеќе на поддршката на Украина, а на глобално ниво очекувам да има едно поизразено соперништво кон Народна република Кина. Тука Република Македонија треба да си има јасна определба согласно нашето стратешко партнерство и ценам дека можеме да го дадеме придонесот и да си го најдеме и своето место во односите со новата администрација. Пред победата на Доналд Трамп, више представници од собранието, но и од владата, од редовите на ВМРО ДПМН, инвестира многу време и енергија на состаноци со блиски луѓе од опкружувањето на председателот. Што очекувате за возврат од новата администрација на Трамп? Од актуалната администрација очекуваме овие, условно кажано, персонализирани контакти да вродат со плод кој што би бил повеќе проекти, взаемни проекти од заеднички интерес во енергетика, во економија, во одбрана и безбедност и се разбира и во владење на правото. Така што очекувам во овој дел особено да биде корисен контактот што е воспоставен со Хауард Лутник, кој што име сега државен секретар за трговија и мислам дека тука Македонија може да си го најде своето место и да привлече повеќе странски директни инвестиции од Соединетите Американски држави. Дали соработката со новата администрација во Вашингтон ќе има и политичка димензија во однос на блокираните ЕУ интеграции? Барате ли поголемо вклучување од Вашингтон? Тоа е веќе искомуницирано при претходните средби на премиерот Христијан Мицкоски. Очекуваме од Вашингтон да покаже поголема волја и интерес за предметот проширување на Европската унија и во тој сектор исто и за Македонија. Сметам дека може да очекуваме и одреден ангажман, ќе зависи многу од тоа кој ќе биде помошник на државниот секретар за Европа, за да можеме веќе тој контакт да го реализираме и на тоа соодветно ниво, каде што веројатно ќе се носат по деталните одлуки. Што, ако не помине, иницијативата за уставни измени со одложено дејство во собранието, каде вие сте подпредседател? Сметам дека оваа иницијатива е рационална и за Македонија, и за Бугарија, и за Европската унија, но е рационална доколку вистинската желба на сите три актери е евроинтеграцијата. Нашата цел се евроинтеграциите, сега останува да видиме која е целта на ЕУ и на Бугарија, затоа што менаџирањето на еден ваков болен, би рекол, компромис и превземена обврска би било наивно да се направи без одредена известност дека земјата ќе стигне до посакуваната цел, а тоа е европските интеграции, за кои што Македонија веќе има направено многу компромиси во изминатите 20 години. Затоа ценам дека таквите аргументи и тука во Вашингтон беа добро примени. Веќе 8 месеци, господине Милошовски, Македонија има нов собраниски состав и нова влада. Како се справува Македонија со клучните забелешки од Соединетите Американски држави и од Европската унија, како што се владење на правото, корупцијата, но и неказнивоста на системот? Од она што можам да го добијам како информација тука во Вашингтон е дека првичните реакции на американската администрација по однос на тие периодични извештаи за регионот и посебно за македонската влада, дека владата има програма што ветува добри резултати. Тоа се првичните оценки на официјален Вашингтон. Сметам дека тоа треба да положи и во иднина со испорачување на резултати кои што се корисни за Македонија, особено во борбата против корупцијата и владење на правото. И нашата желба е во следниот извештај на Transparency International па и на State Department што го прават на годишно ниво, Македонија да има забележителен напредок во овие области. Накусо за крај, дали потенцијалната блокада од Европската унија поради Софија е закана за стабилноста на владеачкото мнозинство?
Владеачкото мнозинство е стабилно. Сме разговарале со нашите партнери и од коалицијата Вреди, и од политичката партија Знам, и аргументирано објаснуваме дека блокадата од Бугарија и незиното надминување во интерес на сите да се направи на начин кој што за сите граѓани ќе биде извесен и ќе донесе реален резултат за евроинтеграциите, наместо да донесе второ или трето разочарување со дополнителни блокади. Затоа сметам дека мнозинството е стабилно и ќе имаме добра политичка клима во 2025 година. Ви благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Благодарам многу.